Во ова задача решаваме равенка во една непозната x. Еве ја равенката што треба да ја решиме за x. Првото нешто што гледаме е дека нема негативен именител. Значи, тој проблем немаме. Наредниот чекор, бидејќи имаме равенка, е да се отстранат именители. Затоа ни треба колку е најмал заеднички именител, колку имаме именители 7 и 3. Најмал заеднички множител на 7 и 3 е 21. Значи, секој член од овај равенка ќе множиме со 21. Имаме 21 по 5x минус 2 врз 7. После плюс, тука, 21 по 1. Ова е 1 тука што е. Еднакво сега имаме 21 по x. Сега тука е кај што е важно минусот го пишеме, па после 21 по и тоа што е 4 минус x врз 3. Значи, секој член го множевме со 21 и идејата е именителите да се кратат. Значи, имаме 21 делено со 7 е 3. Тука нема именител, тука нема именител, тука имаме 21, тука имаме 21 делено со 3 и сега најдобро е да го земеме знакот со нас да не го забореме, значи минус 7. Значи тука имаме минус 7, тука имаме 3. Да памтиме, треба множиме по двата членови. Значи имаме 3 по 5x е 15x. Минус 3 по 2 е 6. Плюс 21 по 1, 21. Сега сме до еднакво. 21 по x е 21x. И сега иди минус 7 по 4, минус 28. И минус 7 по минус x иди плюс 7x. И сега ги изчистевме именители и остана попроста равенка во една непозната x. Сега сакаме сеј со x на левата страна, сеј без x на десната страна. Тука имаме со x 15x. Ова го користевме. Овие се константи, треба од другата страна. Овај треба да се префрли, бидејќи се префрлува, значи добива обратен знак. Минус 21x. Ова го користевме. Сега, ова треба на левата страна, значи беше плюс, а од другата страна ќе дојди минус. И ова го нема. Еднакво, што имаме тука, минус 28, значи ова користевме. Сега овие, значи ова е минус, бидејќи се префрлува, ќе дојди плюс 6. И последното имаме плюс 21, од другата страна ќе дојди минус 21. За да можеме да користиме дигитрон, најарно е да вадаме x напред. Значи имаме x по 15 минус 21 минус 7. Ова можеме да најдеме на дигитрон. Ова можеме сега одма да најдеме, ама ќе го препишеме. Колку истовремено да ги правиме. Значи сега ни треба дигитрон. Еве едноставната дигитрон. Доволно е за ова задача. Имаме, значи, 15 минус 21 минус 7. Еднакво. Минус 13. Значи, тука имаме минус 13, ќе пишеме минус 13x. Еднакво. Дигитрон 28 и сега е минус, значи ни треба плюс минус, значи минус 28, плюс 6 минус 21. Еднакво минус 43. Сега, да ви кажам дека тука е местото кај што најповеќе се греши со лесното. Пазете
сакаме да се дели со минус 13. Гледајте тука што е пред x и пишете го тука. Оти многу лесно се превртува онај равенката. Значи, минус 13 делено со минус 13 x. И минус 43 делено со минус 13. Сега ни треба пак дигитрон, за да најдеме x. Значи, ова. Можете и со двата плюс минуси да ги правиме, или можеме да видиме дека ова е автоматско плюс. Како сакате. Значи, можеме да речеме 43 плюс минус, тоа е корнето, делено со 13 плюс минус еднакво 3,31. 3,31 со 2 децимали. И тоа ни е одговор, го заокружуваме. Толку.